А сега добро дојдете во делот за броење на бранови и мислам дека како добар начин да се започне би сакал да разгледаме еден пример за тоа како да не се бројат брановите. Па да ја погледнеме оваа слика и сега можеме да претпоставиме каде всушност се проблемите. Имаме проблеми во ово би требало да биде 1, 2, 3, 4, 5. Така е прикажано на сликата, но имаме проблеми со третиот бран. Третиот бран воопшто нема движења и имаме проблем со овој. 3, 4, а ова е 1, 2, што значи дека имаме преклопување на четворката со единицата, што значи дека тука се прекршени правила, а не само упаца. Тоа што веќе го реков, многу луѓе не ги следат правилата, а дури ни упатствата кои што ги кажаме во претходните видеа. И погледнете го сега, петиот бран, погледнете го првиот бран и тоа воопшто не е дозволено, бидејќи третиот бран воопшто нема пет движења во него. И верувам дека сега знаете доволно за да не ги прекршувате овие правила, па немојте да го правите тоа во иднина. И графиконите како овој, означени на друго место, често се златен рудник на инструкции за тоа како да не се бројат брановите и многу често ќе слушнеме од некого негово мислење, тој кажа овака, тој кажа онака, некој бил бериш, некој вика булиш. Има многу простор во рамките на принципот на брановите за разновидност на мислење и можете да имате различни легитимни толкувања на структурата на брановите, но поголемиот дел од проблемите доаѓаат од луѓето кои не ги следат правилата, а камоли да обрнуваат внимание на упатствата, ти го стават своите мислења на прво место, нивната интуиција на прво место, а нивната анализа на второ место. И не можете да го правите тоа, затоа не го правите тоа и ќе останете подалеку од проблемите. И сега научиме како да не го правиме тоа, а сега да погледнеме како всушност треба да ги броиме брановите и сега би сакал да обрнеме внимание на корекциите, односно ABC брановите, а посебно бранот C кој е поделен и тоа во bear market. И ајде сега прво да добиеме перспектива за тоа каде била долгорочната бранова структура. И ова е месечен графикон на какао кој започнува во 1965 година и оди се до 1982 година. Грубо кажано ви покажува bull market со 5 бранови, каде што повторно се занимава со фьючерс договори и веројатно се забележале, ако сте многу внимателни, дека имало мало прекршување помеѓу четвртиот и првиот бран, што е дозволено во ваквиот вид на чартови, бидејќи имаме голем број на позиции поставени во тој период веројатно. И грубо кажано можете да видите дека шемата со 5 бранови, основниот раздор е дека има прв бран нагоре, втор бран на пат, кој доаѓа доста блиску до тоа ниво од првиот бран и формира основен модел за навистина моćно движење нагоре. Во третиот бран, четвртиот бран на пат и петиот бран до новите врвови. Запомнете дека петте бранови во стоките имаат тенденција да бидат најдолгите и најмоćните од трите импулсивни бранови. И онаму каде што може многу подетално да се види, тоа се логоритмичките чартови. И ево го какаото. Логоритмички чарт можете да користите на TradingView во овие делови, каде што е многу поефикасен, односно многу поефикасен за гледање на Elliott Wave. Во секој случај, можете да видите дека шемата со 5 бранови во сите негови суштински елементи, таму и откако ќе заврши bull маркетот, почува bear маркет и сега на колку начини треба да се движи bear маркетот. Тој не треба да се одвива во 5 брана, бидејќи корекциите никогаш не се со
5 бранови, во овој случај ќе збориме за ABC или трибрановната шема. Можеби ќе се развија во еден од подолгите истегнати корективи модели да ја во игра на таа трибрановна тема, но барем ни треба 3 бранови против трендот за да кажеме дека bear маркетот е завршен или потенцијално завршен. Сега исто така знаете од нашата дискусија за упатства, каде што bear маркет веројатно ќе заврши некаде во опсегот на 4-ти бран и тоа секако во оваа област и тоа како што реков претходно, дното обично се случува некаде блиску до дното на претходниот 4-ти бран. Секако тоа е некаде во оваа област, така што излегувајќи од дното, без оглед на тоа кога конечно сте утврдиле дека голем bear маркет е на сила, без оглед на тоа кога сте одлучиле дека навистина се случил 5-насочниот bull маркет, имате знаење од повеќето луѓе кои што не го знаат. Во ред, ресурсите обично започнуваат со ости промени, брановите А како што можеме да погледнеме тука, обично паѓаат од врвовите. Откако бранот А ќе заврши, ќе се случи бранот Б. И потоа беше потребно бранот С да се однесе на нови најниски нивоа. Сега ќе го поминеме поголемиот дел од времето, анализирајќи го движењето на рамките во рамките на бранот С, претпоставувајќи дека некаде во тој момент за време на тој бран секој аналитичар на бранови на Елиот би почнал да ги собира сите докази за да се обиде да донесе одлука кога завршува главниот bear маркет. И доколку погледнем на неделниот графикон кој ги раздолжува ABC бранот, тука имаме внатрешна структура на ABC брановите. То јасно можеме да погледнеме дека бранот А секогаш се движи во насока на еден поголем тренд, кој е надолу и затоа се дели на 5 бранови. И тука има обележено бранот А, кој секогаш се движи во насока на еден поголем тренд, кој е надолу и затоа се дели на 5 бранови. Бранот Б е движење во контратренд, затоа, иако се движи нагоре, оди спротивно на поголемиот тренд и затоа ќе се подели не на 5, туку на 3 бранови, како што гледаме и дека е поделен А, Б, С. Ова се помалите движења на бранот Б во 3 насочна структура. И постои многу алтернативи за тоа дали бранот Б всушност завршува токму во овој момент, во реално време. Веројатно има добар аргумент што може да се изнесе, но постојат и други корективни шеми. Ако бранот Б е завршен, а бранот С е на сила, колку бранови треба да видиме во поделбата на бранот С? И одговорот тука ќе биде 5, кое што оди во насока на еден поголем тренд, кој е надолу на голем bear маркет. Па затоа треба да изброиме цели 5 бранови надолу во бранот С за да утврдиме дека bear маркетот е завршен. И ајде да видиме дали можеме тоа да го направиме. Првиот пат од врвот на бранот Б се дели на 5 бранови. И тоа беше многу силна индикација дека бранот С е навистина започнал. Бидејќи гледате повторно 5 бранови на опаѓање што сугерира дека еден голем тренд, кој во овој случај бранот С е насочен надолу и секако дека ќе испадне како што треба. И сега, откако ќе заврши првиот бран, време е за одреден контратренд. Можеме да го видиме тука на бранот 2, кој што обележа, кој што е во страничниот дел. И можеме да забележиме дека тој всушност има само 3 делови, кои што се А, Б, С. По формирање на вториот бран имаме формирање на третиот бран, кој што е најдолгиот бран, кој што оди во насока на трендот. И погледнете, имаме 1, 2, повторно 3, враќање на 4 тука и 5. Долгиот тука имаме повторно 1, 2, 3, 4, 5 на мал time frame тука и го формира бранот 3. И што кажавме?
правиме алтернација, каде што имаме странично движење во бранот 2, подоцна во бранот 4 ќе имаме експлозивно движење. И како што можете видите, кога завршува бранот 3, бранот 4 има експлозивно движење нагоре, каде што повторно започнува петиот бран, кој што се дели на помали делови 1, 2, 3, 4 и 5 и завршува некаде блиску до претходниот бран, бидејќи сме имале огромно движење нагоре во тој бран.